Мушмулата кај народот е позната и како дива круша. Распространата е како дива листопадна грмушка, висока 2 до 5 метри или како одгледувано дрво кое може да порасне и до 8 метри во височина. Вкусот на кафените плодови оди добро со путер, цимет, карамфилче, сладка павлака, лимон, суво грозје и вино, оставајќи простор за широк спектар на кулинарски варијации. Сувите листови од мушмула, собрани во периодот на цветење на растението, се користат за правење чај кој во народната медицина е опишан како ефикасно средство за плакнење на грлото, за лекување на воспаление на непцата и устата. Листот се собира за медицински цели напролет, а во вид на чај е многу делотворен за запирање на крварењето и за лекување на болести на непцата и устната шуприна. Цветот се консумира во форма на чај за подобрување на варењето. Кората се отстранува од дрвото во пролет или есен, а во народната медицина се користи за лекување на маларија. Семето од мушмула исто така има лековити својства. Слузот, ослободен од семките натопени во вода, се користи за подготовка на облоги кои имаат многу ефикасни ефекти во лекувањето на кожните болести. Денес ви го нудиме лековитиот ликер од мушмула. Потребни состојки се следните: 500 грама зрели мушмули, 2,5 литри вода, 250 грама кафеав шеќер или 20 грама мед, 1 литар вињак. Подготовка: измијте ги мушмулите, одсечете им ги стеблата и ставете ги во тегла. Сварете вода и шеќер или мед и прилијте ги мушмулите. Потоа исторете го вињакот и измешајте се. Важно е добро да се затвори теглата и да се остави на топло место 15 дена. Протресувајте повремено. По 15 дена се цеди и се истура во стаклено шише и да се чува на ладно место.